Калкулациите со бројки на вакцини на премиерот Заев не му одат баш од рака. До неодамна ја убедуваше јавноста дека Македонија не смее да се опушта и да нарачува преголем број на вакцини, за да не се доведе во ситуација да има повеќе од доволно. Ако продолжиме да порачаме од Спутник, следно е веројатно AstraZeneca, па нови количини од Pfizer, па нови количини од Sinopharm и ќе се затекнеме да имаме 5 милиони вакцини во држава. Тоа е недозволиво заради рационалноста и наменското трошење на јавните пари. Тоа важеше 10 денови, пошто го смени ставот и соопшти дека Македонија е близу до така наречената црвена линија за нарачки на вакцини, без оглед што во земјава нема пристигнато ниту една доза, која што ја имаме нарачано. Ги имаме преземено дури и чекорите на линија на црвената граница во функција на количините. Дури ако треба и да поминат количини кои што не би се на крајот имплементирале, но да имаме нарачки на крај. Кој ќе правите пресметките, поминуваме преку 2 милиони вакцини. Проценките беа милион, значи сме направиле се што треба да направи. 100.000 од Спутник, 2 пати по 200.000 од Кина, 800.000 од Ковакс и 833.000 од Pfizer. Пресметките на Заев укажуваат дека Македонија засега има 2 милиони и 133.000 вакцини. Ама само на хартија. Но февруари помина, а во земјата и покрај најавите се уште не е стигната ниту една доза од кинеската, руската, ниту пак од Фајзеровата вакцина за граѓаните. Премиерот проблемот за ова го лоцираше кај производителите на вакцини.